Димитри? Алекс? Што правиш ти овде? Ми недостасуваше. Кога излегуваш да шеташ оружјето, го оставаш дома, така ли? Жално. Главата ми пукна. Боже, Боже, кој доаѓа? Да видам. Добар ден, госпожо Петија. Добар ви ден, Рамиз ефенди, Чавар ефенди. Господја Фатма, добар ден и вам. И вам добар ден. Добар ден, женичке, и тебе. Добар ден, маженце. Джабар ефенди, ајде кажи. Сега, госпожо Бедија, јас... Даде ти. Сега, вака мислам... Джабар ефенди, кажи си ја маката да најдеш чаре. Рамис ефенди... Ти не ги гледај компирите. Госпожо Бедија, ако прифатите, јас... Сакам да се оженам за вас. Ај, Еве ги вади компирите, значи дека прифаќа. Нели реков дека ќе прифати? Господа даде, заедно да остарите. Ајде, со среќа нека е и ова работа се заврши. Ајде. Ајде де, ама и ние ајде. Ајде. Ајде де, ајде. Ајде. Стани ми малко јас да седнам. Не се симнувам. Дадо, Дадо. што се случи? Дадо Вахиде и Батономик се степа. Ова Вахиде Ептен ја претера, како Арами ја станала. И се прегрна. Хаджи Али, Хаджи Али. Тие ке се земеле. Хаджи Али, Хаджи Али, Хаджи Али, Хаджи Али. Хаджи Али, Хаджи Али, Хаджи Али, Хаджи Али, Хаджи Али, Хаджи Али. Деца! Хаджи Али, Хаджи Али, Хаджи Али. Ајде, деца, разделете се. Разделете се. Ајде, Хаджи Али, срамота е. Зошто се карате? Разделете се. Срамота е. Хаджи Али, Емина? Што се случува, Хаджи Али? Зошто се карате вие? Во на Хатиджи Емине прва ме нападна. Вистина ли е ова? Ајде, дојди душе да поразговараме малку. Многу те болеше? Малку. Да?
Сега се покајали за тоа што го направи? Ма не сакам, си заслужи. Заслужив, така ли? Што? Многу те сакам. Е, добро. Добро. Кажи, А што да кажам? дека и ти ме сакаш. Е, па знаеш зошто да кажам? Знам, ама побаво е да слушнам кога ќе го изговориш. Добро. Сакам. Сакаш. Ама кого? Е, па кого ќе сакам? Тебе те сакам. И јас тебе те сакам. Вечерва ќе зборувам со татко ти. Мислиш ке ни дозволи, Мустафа? Доста спиеш. Разбуди се. Јас колку што знам ти живееше со дедо ти во Песочан, така ли? А што правиш овде сам? Ти немој да се грижиш за тоа. Само што се разбуди, да не сакаш пак да заспиеш, а? Вахиде! Вахиде! Молам, дадо? Точно ли е ова што го кажува Пембе? Што кажа? Дека ке сте се земеле? Да. Точно е. Ќе се земеме. Брате мој, ви честитам. Благодарам. А така скришум, Вахиде? Не, така како што мислиш, дадо? Знам како е, знам. Раби Сага знае ли? Се уште не знае. Ама вечерва ќе зборувам. Никако не можам да поверувам. Па вие цело време сте се сакале? Хатидже, вечерва и вие останете. Сите заедно ќе бидеме на вечер. Ќе ми бидете поддршка. А, Диловер? Секако може. Ќе останеме ли? Ќе останеме. Алекс! 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 Зарифе, Види кој дојде. Ќерката на млекарот Рамис дојде. Димитри, оставете ја Зарифе нека си оди. Сега разбрав ти зашто се криеш овде, Алекс. Димитри, реков девојката нека си оди. Се криеш за да се гледаш со оваа девојка, така ли? Алекс Бекрио. Порано, воопшто оваа девојка не сум ја гледал како маж. Димитри, Глас да не ти чујам, бе. Димитри! Ке те убијам! Ке те убијам! Одиме, Чамуш, одиме. Фатма, фала му на Бога, и ова го средивме. Така е. Изгледа направивме големо добро, Раби Сифинди. Ајде, Ќамуш. Ајде. Тато доаѓа. Да ги соберам децата. Ајде, деца.
Стојте тука, ајде, стојте. Вахиде, Смири се полека. O, kaj makabot na Čičo bil ovde. Dobre dojde Dilevер. Добро ве најдовме, како се Чичко Рамис? Добре. Што се дојде, случува синко. овде? Што да се случува? Вие зошто порано се вративте? Како рано, Вахиде, што зборуваш, Вахиде? Дојдовме, ама... Нема ништо, мамо. Што? Нема ништо, дада Фатма. Што зборуваш, што? Нема ништо, тетка Фатма. Така ли? Немало ништо, така ли? Рамис Ефенди, Молам? немало ништо. Што ќе кажеме сега? Што значи тоа немало? Е, така рекоа, велат дека немало ништо. Ако кажи ми. нема, нема. Хе, има нешто. Чичко Рамис, Молам? сакам да ви кажам нешто. Кажите што има да кажеш. Кажи, кажи. Јас, Даде, ти? ние, Вие? ние се сакаме. Сакаме да се земеме. Така значи. Што ме така? Веќе не треба да останеш во куќава. Сега јас ќе ја вкусам оваа сладка девојка. Димитри, ќе те убијам. Доста е. Играта заврши. Сега да одлучам кого прво да убијам. Оваа сладка девојка или тебе, Алекс? Епа, одлучив. Прво неа. Рамис Ефенди,
Знам, во право си, Рамис Ефенди. Во право си дури и до небото, знам. Му дадов легло во мојата куќа. Го седнав на софрата. Знам, во право си. За да го скриеш него, дури и ти сам падна во затвор, знам, во право си. Ама тој фрлил око на нашата ќерка. За ова не знам дали си во право. Зошто не сум во право? Да беше така, немаше да каже дека ја сака. Дори ни така не рече. Ние се сакаме. Така кажа. Навистина така кажа. Се сакаме. Бегај! Брзо оди, повикај помош! Повикај помош! Зарифе! Зарифе! Трчај, Иван! Трчај, мора да го фатиме! Зарифе! Стани, Зарифе! Зарифе, разбуди се! Зарифе, стани! Мојата Вахиде, мојата машкоданка ќерка, поверувала. Добро направила што му поверувала. Во чесен човек верувала. Така ли велиш? Па нели е така? Што се случува, Фатма? Хасан ја сака Хатидже и Хатидже го сака Хасан. Зарифе го сака Алекс и Алекс ја сака Зарифе. Сега и мојата убавоока Вахиде го сака Мустафа. А Мустафа ти велиш дека ја сака неа. И ете ти проблеми колку што сакаш. Види сега што ќе кажам. Ама нема да се смееш. Боже. Сега ќе дојде ред и на малите девојчиња. Така е. И што велиш сега? Што велам? Штом ја сака, ти така велиш и веруваш дека се сакаат. Зар не е така, Фатма? Бога ми поверував, веднаш поверував. Не знам како тоа, ама веднаш поверував. Ако е така, нека дојди, нека ја побара. Што велиш, бе? Да ја побарали? Сега ли? Да, веднаш нека дојди, нека ја носи. Како? Но тој не сме и не треба да живее во куќава. Нема да дозволам да не озборуваат. Ем му ја сака ќерката, ем дома му седи. Почекај. Чекам. Вахиде, дојди ваму. Дојди ти велам. Дојди, влези. Влези. Се случи ли нешто помеѓу вас, а? Не, мамо, зар е можно такво нешто? Не гледај во сеното кога зборувам. Во очи гледај ме, кажи ми. Повторно те прашувам. Се случи ли нешто помеѓу вас? Не се случи, мамо. Те прашувам, кажи ми ја вистината. Се случи ли нешто помеѓу вас? Зошто да те лажам, мамо? Јас кога сум те лажала? Знаеш дека никогаш не лажам. Не се случи ништо. Ти се колнам дека не се случи. Добро тогаш. Ти оди. Оди. А ти дојди. Дојди ваму. Дојди ти велам. Дојди велам. Намик, ти не ли си бегалец?
Да, така е. Ти нели заради тоа не сакаше да се ожениш со невресте? Не, Е, всушност, Е? да. Всушност и да и не. сега што треба да разберам? Јас ја сакам Вахиде. Од кога тоа ја сакаш? Уште од самиот почеток. Леле, ќорава, Фатма. Леле, колку сум била ќорава, господе. Јас што друго не сум би видела, синко, кажи ми? Тето Фатма, се колнам и во мајка ми, во сестра ми, дека немам лоши намери. Јас пие во вашата куќа, јадев од вашиот леп. Ме познавате каков човек сум. Верувајте ми. Што да правам? Ке мора да ти верувам. Добро, добро. Ама, што ќе правиме со тоа што си бегалец, а? Што ќе правиме? Што е ова? Документ, Како? лична карта. Документ со моје име и презиме. Мустафа Намик. Јас сум сега слободен човек, тето Фатма. Ти остани овде. И ти остани овде. Рамис Ефенди, види. Не е повеќе бегалец. Ниту пак дух. Нема веќе проблеми, види. Видите, молам. Види. Може да ја побара сега? Ова е документ. Да, документ. Може да ја побара. Нека ја побара. Добро. Намик! Дојди. Молам. Стој. Сега оди, облечи се убаво и дојди. Ајде. Да се облечам? Да, тоа велам. Сега оди убаво, облечи се и дојди. Дојди и побара ја. Ајде. И земи го ова. Ти ми ја даде ли? Не, нема. А јас зошто ти велам да се дотераш? Мамо! Чичко Рамис. Благодарам. Многу ти благодарам, Чичко Рамис. Да ти бакнам рака, може ли? Тето Фатма, многу ти благодарам. Намик, Кажи, Рамис Ефенди многу сака локум со ореви. Сореви, Аха. во ред. Мамо? Што тајно жарче си ти. Дојди вамо. Дојди. Избега. Ако додека детено да најде помош, ние ќе избегаме. Ама повеќе не можеме да се криеме. Така е. Ама прво да одиме да го убиеме. Да го убиеме Алекс и неговата девојка.
Зарифе? Зарифе, стани. А што се случи? Стани, одврзи ме. Стани, Зарифе. Побрзај. Одврзи ми ги рацете. Нами го убија ли? Не знам. Тргнаа по него. Му реков да повика помош. Ајде. Трчај, Иван! Трчај, Зарифе. Побрзај! Бегаат! Застани! Ајде, Дилавер, побрзај. Мустафа, брате, не можам да дишам. Еј, каде ти е силата, бе, Дилавер? Еј, Боже, Боже. Ајде, Зарифе, трчај. Значи така, Вахиде. Толку време си го сакала Мустафа Намик, а не си ни кажала? Не е така, Дадо. Дадо, а? Добро се крие ли ваква работа од својата сестра Вахиде? Дадо, многу беше комплицирано и јас не знаев што се случува. Зошто инаку не би ти кажала? Ајде кажи да видиме што било толку комплицирано. Подоцна ќе ти кажам. Сега сакам. Подоцна, Дадо. Сега велам. Повели, тетка Фатма, ова ќе те освежи. Ајде. Да си жива. Жими Бога, Мерјем, се уште не ми се верува. Ти да не знаеше за ова? Не бе, тетка Фатма, од каде да знам? Кажи ми ја вистината. Ти се колнам, тетка Фатма, Хатиџа не знаела јас да знам. Кажи ја вистината. Ја кажувам. Какво е ова сакање? Јас пак мислев очи ќе се извадат. Од каде излезе ова? Не ми е јасно. Љубовта многу често започнува со карање, тетка Фатма. Нели така велат? Ако вака почнува, како ќе заврши? Господи Боже, јас не знам дали да се радувам или да тагувам. Како не знаеш? Треба да се радуваш, тетка Фатма, нема зошто да тагуваш. Ке си ја мажиш кирката. Радувај се, ајде. Мерјем, ти знаеш ли зошто јас сум толку стаписана и сум ваква? Зошто? Сега ќе ти кажам. Кажи. Јас од Вахиде кренав раце. Си велев ова девојче сигурно дома ќе си остане. Ете гледаш што се случи, радувај се. Добро, ќе се радувам. Така. Мерјем, има уште нешто заради кое јас сум стаписана. Што овкаш? Знаеш што си велам? Овој Намик, како ќе се грижи за мојата керка, тоа се мислам. Тетка Фатма, млате, силене, ај начитане, прошетане. Зошто да не се грижи? Ќе се грижи. Што шушкате вие две таму? Мамо, ја распрашував и сето она што досега требаше да ни го каже. Убаво си направила, така треба. Треба да направиме нешто, да се подготвиме. Во право е. Да домеријам, ајде да направиме пита. Да направиме.
Вахиде нека оди да се дотера. Дадо, зошто да се дотерувам? А кого ќе барат вечерва, мене ли? Вахиде ќе оди да се дотерува, Емине и Пембе ќе и помогнат на Вахиде, а ние ќе направиме пита и други работи. Сега. Сега. А каде е Зарифа? Па нели отиде кај спанакот, дадо? Господе Боже, помогни ми ти, Господе. Каде е паметот, јас не знам. По планини и ливади шета со намик. Мамо, ти не грижи се. За се јас ќе се погрижам. Хатидже, ти ма целата на мене се метна, знаеш ли? Алал да ти е. Алал да ти е. Ајде. Ајде. Господе, ти знаеш дека татковците, сите до еден, многу се грижат за своите ќерки и им посакуваат да бидат многу среќни. Те молам направи сите да бидат среќни. Може? Си одлетуваат една по една од дома. Прво Хатидже, вака си одлета. Подоцна, моето гулапче сакаше да одлета, ама не успеа кутрата. Сега нарете Вахиде, мојата убавока ќерка, и таа сака да одлета. А мојата душа гори ли гори. Си мислиш цел песочан гори. Сега на врв јазик ми, ама не сакам да го кажам. Полека доаѓа ред и на девојченцата. Па како рекле? Девојче во колевка, чеиз во ковчег. Ете така. Избега. Што ќе правиме? Повеќе не се симнуваме долу. Оној глупавион сигурно веќе на сите им има кажано. Хајде, помен Иван. Добар ден. Добар ден, господин. Знаеш ли каде се наоѓа куќата на млекарот Рамис? Да, знаеме. Бато Ахмет? Мустафа, ви благодарам, пријатен ден. Нарно нека, што бараш ти наваму? Бе во близина на некоја задача, па си реков, штом сум тука да те видам. Убаво си направил. Многу убаво сте направиле, бато Ахмет. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Вечерва ќе одиме да ја бараме девојката за Мустафа. Ти ке се жениш ли? Да. Која е таа среќа девојка, Мустафа? Сигурно не ја знам. Ја знаеш, брате, ја знаеш. Вахиде. Вахиде? Да, Вахиде. Многу се израдува, Мустафа. Благодарам. Бато Ахмет, ние ќе одиме да ја побараме раката на Вахиде вечерва. Кога сте веќе и вие овде, дојдете и вие со нас. Да, брате, тоа би било многу убаво. Јас многу би сакал, ама вечерва има многу важна работа. Сега ми текна, јас треба да поминам на едно друго место. Нарно нека е, бато. Добро ли си? Господе, заборавив. Доколку не дојдам, ќе се видиме подоцна. Ти посакувам многу среќа, Мустафа. И тебе, и на Вахиде. Благодарам, брате.
Доди ме, Диловер. Што му стана? Што ќе правиме? Не знам. Сега сите дознале дека се гледаме. Намик сигурно им кажал на сите. Не смееш да се вратиш назад. Ќе направат уште полоши работи. Што? Ќе те убијат. И што ќе правиме? Ќе бегаме. Трчај, Зарифе, трчај. Мамо, првата пита се пече веќе. Рацете да ти се позлатат. И јас расчистив наоколу. Да си ми жива. Па ајде да Меријам доди ми и ние да се дотераме. Јако де? Мамо, дотирај се и ти. Стара сум јас да се дотерувам. Не вели така, татка Фатма? Насмеј се малку и ти. Ќе бараат раката на твојата ќерка војник. Ајде. Што правиш, Фатма? Што правам де? Си се спремам. Така ли? Па убаво. Рамис Ефенди, Повели? што ти е на тебе? Зошто си толку тажен и замислен, а? Зошто ти свенале вегите, рамената ти паднале? Зошто ти си искривила устата, а? Зошто, кажи ми? Не е лесно да си татко на женски деца, Фатма. Да си татко на женско дете значи да си татко на маките. Многу сум тажен. Добро, добро. Татичко, ајде ти дотирај се. Јас да одам да се дотерам. Ајде. Мамо, ние ќе одиме сега. Добро, добро, ајде, одете си. Чекајте. По пат, поминете и од кај Муневер. Доколку се изнашетала по ливади и планини, Зарифе нека си дојде дома. Добро, мамо, добро. Ќе се вратиме, татка Фатма. Ајде. Ајде. Помагајте! 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 Зарифе! Што е на Зарифе? Господ те испрати. Горе на планината ја држат неа, а Рами ќе ја убијат. Ја грабна и сакаат да ја убијат. И тоа момче со неа. Каде? Ти велам горе кај лоџиската колиба. Добро, оди повикај помош, јас одам таму. Јас се обидов да ги спасам, ама имаа пиштоли. Добро, ајде. Многу си убава, дадо. Навистина многу си убава, дадо. Ах, мои убави сестрички, ах. И ние кога ќе пораснеме, ќе бидеме ли невести како тебе? Штом јас станувам невеста, сигурно и вие ќе бидете невести. Дадо, а откако ќе се омажиш, ќе се бориш ли против арамеите? Па не знам, не размислував. Па ќе се борам, зошто да не се борам? А мажа на девојка прави ли такви работи? А не прави ли? Па, што треба да прави мажена девојка? Ќе стане рано наутре и ќе подготвува јадење. И па некогаш ќе им подвикнува и на децата. Ќе ги собира лиштата и ќе ги пере. Ќе излегува на прозорец и ќе вика по незиниот маж. Исто така и ќе чисти по дома. Доста ме удри топлина. Да ти донесам вода, дадо? Не ми треба вода, не сакам.
Ајде, вие симнете се долу, ајде. Vojnici! Vojnici! Pomagajte! Pomagajte! Zarife! Zarife umira! Zarife Kolega umira! Beki, što vikaš toliko? Zarife umira! Umira Kolega, Zarife, smiri pomagajte! se. Komandante! Komandante! Zarife! Zarife umira! Што ќе биде со мајка ми, татко ми, сестрите? И јас не секав да биде вака. Ама ако се вратиме, знаеш што ќе биде. Нема друг избор. Нема друг избор. И јас ќе дојдам. Ти оди до кај Рамис Ефендија дома, кажи му за ова. Ама знам кај се наоѓа колибата. Знам јас каде е таа колиба. Ајде, тргнуваме. Zarife! Zarife! Од тука да купиме локум сореви за Чичко Рамис. Тато. А? Тато Рамис. Од сега натаму, тато Рамис. А ерли е работа? Господјо Бедија, јас велам да не одолго влекуваме работава. Да не должиме, Џабар Ефенди. Што побрзо да се завршиме нашата работа, а? Да ја завршиме, Џабар Ефенди. Знаеш што ми падна на ум сега? Утре рано наутро да појдеме во Битола, во чаршија и да ти купам невестински фустан. Невестински? Та зар на овие години, Џабар Ефенди? Немој така да велиш. Зар може невеста без невестински фустан? Господе Боже. Добар ден, момчиња. О, Чичко Џабар, добар ви ден. Добар ден, Џабар Евдија Ефенди. нека е. Што вака рано наутро? Дојдовме од кај Берберот. Не, тој уште не го отворил дуќанот. Рано е, се уште. А зошто? За убаво, за убаво. Вечерва ќе бараме девојка од кај Чичко Рамис. Која? Вахиде. Како? Верувајте, знаев дека вака ќе излезе и ич не се чуди. Ти? Не ми се верува, не ми се верува. Ај, нека ти е со среќа. Господ нека ме благослови. Благодарам, Џабар Ефенди. Амин. Чичко Џабар, извинете не, но имаме многу работа. Така е. Чекај. Ти мислиш со ова облека да одиш да бараш девојка, а? Џабар Ефенди, јас немам друга облека. Добро. За 2 сата помини од кај мене дома. Ајде. Благодарам. Ајде. Зарифе! Зарифе!
Бидете внимателни. Дечиња, спремни ли сте? Да, мамо, спремни сме. Да, мамо. Ајде тогаш да тргнеме, може? Да тргнеме? Ајде. Ајде. Тетка Фатма! Тетка Фатма! Тато, Вахиде? Вахиде. Колку си убава ваква. Не можам да ги тргнам очиве од тебе. Не срами се, не срами се. Дојди, седни до мене да ти кажам нешто важно. Седни овде. Ние кога се земавме со мајка ти, во оваа куќа бевме. После свадбата, ете баш вака си седевме еден до друг на креветов. Таа ме гледа мене, а јас неизе. Среќни и возбудени бевме, ама и многу бевме исплашени вакиде. Затоа што не знаевме каков живот не очекува. Ние не знаевме што не очекува нас. Многу бевме исплашени и двајцата. Силно си ги фативме рацете и после си ги затворивме очите еве вака. Кога ги отворивме, видовме дека деновите, месеците, годините како за миг да поминале. Потоа погледнавме наоколу и видовме дека имаме 5 девојчиња. Едната од нив си ти. Ете таков е животот. Дури да трепнеш, поминал. Човек се раѓа, расте, се жени и расте децата и умира. Тато. Умира. Умирањето е за оние што изживеале, а живеењето е за луѓето. Види сега, еден човек својот живот може да си го направи многу убав, Вахиде. Еве сега ќе ти кажам. Во животот, во добро или во лошо, ако секогаш си велиш јас, не можеш да бидеш среќен. Ама во добри и во лоши денови, доколку велиш ние, и тој за кој велиш ние го сакаш, ете, тоа е за мене среќа, ќерко. Ме разбрали мене, ќерко? Те разбрав, тато. Убаво ока, моја ќерко. Овие зборови не ми ги заборавај. Нема да ги заборавам, нема. Што се случи, Фатма? Рамис, помагај, Рамис. Рамис. Што е, Фатма? Рамис. Зарифе. Што се случи, мамо? Фатма! Мамо! Мамо! Ние дојдовме! Зарифе! Што се случува, мамо? Вахиде, брзо земи ја пушката! Побрзај! Мамо, Ајде, добро побрзај. ли си? Побрзајте ме! Тетка Фатма? Татичка, што се случува? Овде нема никој, господине. Некој дојде. Јас сум капетан Ахмет Екрем од Битола. Спуштете го оружјето. Мамут ми спомна за вас. Најдовте ли нешто? Не стигнав на време. Поделете се и убаво пребарајте насекаде. Вие одете северно, а вие покрај реката. Ние да ја пребараме колибата.
Може ќе најдеме нешто. Повелете. Каде ќе одиме, Алекс? Во Битола. Од таму во Солун. Па потоа може во Истанбул. Во Истанбул? Истанбул е голем. Многу голем. Таму нема да може да не најдат. И што ќе правиме таму? Како ќе живееме? Ке работам како учител. А што ако разберат дека сме од различни вери? Нема да кажеме никому. Никому. Ајде. До вечер треба да сме во Битола. Мустафа, ај облечи ги овие да те видам. Облечи ги. Ајде. Каков сум? Многу убаво. Локумче, локум. Ај пробај ги овие, панталониве. И овие земи ги. Джабар Ефенди, ви благодарам од срце. Тама работа за оваа работа. Ајде, облечи се, ајде. Ајде. Господе, сочувај ми го гулапчето. Фатма, каде е тоа колипче? Зборувај. Каде е тој намик? Јас знам каде е, тато. На врвот е, горе. На врвот ли е? Епа, ајде. Ајде. Дадо, дали ќе убијат дада ми Зарифе? Дада ќе умре ли дада ми Зарифе? Не бе, девојчиња. Како е можно такво нешто ќе ја најдат? Веднаш ќе ја донесат. Не грижете се. И војниците ќе ја бараат. Со Господ напред ќе ја најдат. Дај Боже да Миријам. Дај Боже. Многу си убав сега, брат. Ама многу сум возбуден, Дилавер. Не прашувај, јас исто. И двајцата се жениме. А може би и свадбата заедно ќе ја правиме, а? Не би било убаво ние да правиме свадба, знаеш. Види, Миријам е вдовица и има 5 деца. Некако не е убаво. Во право си. Ама на твојата свадба ќе играм како да е моја. Дај Боже. Според она што го кажа Махмуд, ова е дело на Димитрија Рамијата. На Димитри? Да. Може би сте слушнале за него. Минатата недела напад на едно село во Битола. Го следевме, но тој сепак успеа да ни избега. Фативме повеќе од неговите луѓе, ама Димитри успеа да избега. Многу опасен Рамија е, команданте. Доколку Махмуд е сигурен во тоа што го зборува, тогаш Зариф е... Но што барала Зариф е овде? Работата е многу измешана. Ама ако не ме лаже чувството, мислам дека тука Кришун се гледале со Алекс. Со Алекс? Да. Кој е тој? Зарифе? Дали ми ја спасивте, Зарифе? Стигнавме. Не се возбудувај. Смирен сум, брат. Смирен си? Добар ли сум? Добар си, ајде оди, ајде. Со Господ напред. Хаджи Али? Деца, како сте бе? Чичко Дилавер. Што е, Хаджи Али? Нешто лошо се случило. Што се случи? Кажи што се случи. Господја Миријам? Зарифе! Ајде, Фатма. Ајде. Дојди, Фатма. Дојди. Зарифе!
natре li si? Ja ubile li? Smiri se, Ramis Efendi. Ќе влезам натре јас. Тргнете се, бре. Тргнете се, реков. Зарифе. Каде си? Госпожице Вахиде, нема никој натре. Се пребаравме, се. Не најдовме никаква трага. Грција нема намера да застане. Откако не го добија тоа што го сакаа во Крит, сега се насочија кон Македонија. Османлиската империја е спремна за војна. Секој миг може да ја објави војна на Грција. Доколку се согласувате, ова ниту вам, ниту нам не ни одговара. Оваа војна може да им наштети на нашите заеднички интереси во Македонија. Се согласувам со вас, господине Замбон. Македонија е ралнива страна на Европа. Мора да сториме се за да ја зачуваме равнотечата. И руската влада е со истите проблеми како и нашите. За да ја спречиме оваа војна, мора да направиме се што е во наша моќ, пред да биде многу доцна. Издржи, Зарифе. Уште малку. Има уште 1 час до битола. За 1 час сме таму. Имам еден пријател. Вас. Ке преспиеме кај него. Потоа ке продолжиме. Зарифе. Да не се каеш. Додека сум со тебе, за ништо не се каам. Ама, ако Намик им кажал на моите за Димитри, ќе помисла дека сум мртва. Ако сум им предизвикала таква тага на моите, нема да можам да живеам со тоа. Не грижи се, Зарифе. Во битола ќе го најдеме вас. И преку него или преку некој друг ќе испратиме вести дека си жива. Не грижи се. Не грижи се. Не грижи се. Јас знам кој ќе ми одговара за ова. Каде? Чичко Рамис? Тато? Вахиде, ти остани. Диловер, Батохмет, вие земете ја тета Фатма и однесете ја дома. Јас веднаш ќе се вратам. Чичко Рамис? Чичко Рамис! Ацо Ефенди, заради вас ми умре ќерката. Заради вас ми умре! Рамиз Ефенди. Што сакате од моето клопче, а? Што сакавте? Чичко Рамис, смири се, Не мешај се, Мустафа. Што се случува? Рамиз, какво умирање? Што се случува? Се гледале со твојот внук Алекс Кришум во колибата. А ги виделе ли заедно? Значи знаеш? Ти си знаел, Ацо Ефенди! Ти Чичко Рамис, се знаеш! Чичко Рамис, смири се, те молам. А мојот внук Алекс? Што му се случи на мојот внук? Што му се случи?
Мамо, што се случи? Можеш да одиш, мамо. Добро. Вахиде, Нема никаква трага од нив. Ама имаше крв во колибата. крв. Како се случи ова? Што барала во колибата? Тајно се среќавале со Алекс. Тајно се среќавале. Со Алекс. И дознавме дека Димитри ги нападнал во колибата. Димитри. Трчајте, трчајте, мама со несвести. Мамо! Вас, Алекс, вечерва мора да останеме кај тебе. што се Ќе случи? ти кажем. Ајде. Јас ја сакам ќерката, си ја сакам Зарифе, Мустафа, си ја сакам ќеркичката. Чичко Рамис, може би избегали и се спасиле. Живи се. Живи се, нели? Моето гуламче е живо, нели така, Мустаф? Живо, нели? Чичко Рамис, живи се.